Во моментот го изучуваме посланието до галатјаните. Многу важно послание, бидејќи во него, во најголемиот дел, апостол Павле, авторот на посланието, ни открива клучната доктрина, клучното учење на христијаните. А тоа е нашето спасение преку вера во Исус Христос. Нашето спасение е само како по благодат, како подарок даден од Бог за нас. И апостол Павле задлабочено така, многу сериозно, можеби тоа е делот во Новиот Завет во кој тој најјасно го представува тоа учење, бидејќи во црквата во Галатија, до кој што го пишува тоа послание, Галатија се јужните делови на Мала Азија, дошле некои христијани од Јудеја, кои почнаа да проповедаат дека не е доволно човек да верува во Христос, но за да биде спасен, за да има вечен живот, за да биде прифатен од Бог, треба да исполнува и дела од законот, од оној закон што Мојсей го даде на евреите. Тоест, жртвата во Исус Христос, жртвата на Исус Христос, верата во Христос е потребно, меѓутоа на тоа треба да се додадат и дела. Човекот треба да прави дела во животот. И така со делата да му се допадне на Бог. Павле вели никако. И дава многу аргументи во 2-3 глава, цитира од Стариот Завет и дури ги подсетува галатјаните кои не биле евреи, кои никогаш не го исполнувале законот, ги прашува: вие кога поверувавте, кога ви беше даден духот, кога ги видовте тие знаци и чуда се на духот, дали тогаш бевте обрезани, например, како евреите? Дали тогаш го исполнувавте законот? Не, вие бевте не евреи, пагани. И Бог ве спаси. И нормално е во едни такви задлабочени дискусии, какви што води овде ка Павле во овој дел, да се постават тешки прашања. Како, например, и тогаш, зошто е законот? Сепак, Бог им даде на евреите закон, им го даде Мојсей и преку Мојсей им даде заповед, им рече: правете ги овие работи, исполнувајте ги 10 заповеди. И уште 613 други правила. И Павле всушност објаснува. Во 3 глава, во најголемиот дел, објаснува зошто им беше даден законот. И првото она што го видов минатиот пат, од 15 до 22 стих, Павле вели: законот беше даден токму за да се види дека човек не може да се спаси, не може да биде прифатен од Бог преку неговите дела. Зашто законот кој го покажува, го содржи тој возвишен стандард на Бог, неговата совршеност, пресликана во законот, покажа колку, споредно ние погледнати во тој закон, покажува колку ние сме слаби, колку сме недостојни, колку сме очајни во морален поглед, во поглед на правдата, во поглед на светоста. Споредени со Божиот висок стандард, ние јасно, очигледно можеме да видиме дека сме недостојни пред Бог, дека не можеме да се оправдаме пред Бог. Нашите греови се големата пречка која стои пред нас за да дојдеме до Бог. И затоа законот сушност на крајот сите не затвора во една мрежа не фаќа. Нашата самоправедност, тоест нашиот стремеж да се покажеме како добри пред Бог, всушност е замолкната таа самоправедност пред законот. Законот ја затвора устата на човечката самоправедност. Како мрежа не фаќа и почнува да се плеткаме и не можеме никако да излеземе од тој закон. Никако не можеме да се спасиме преку тие дела. И тука, нели, сосема јасно Павле вели на крајот во 22 стих: и законот беше за сите да не стави, да не осуди на смрт под гревот. Зошто? За да побараме спас на друг начин. Да дојдеме до Христос и да побараме од Христос праведност. Од Христос да побараме спасение. Да побараме спасение кој не е од нас,
туку е од Него. Да побараме праведност која не е наша, туку праведност која ни е подарена. И со тоа всушност завршува оној дел за функцијата на законот како откривач на гревот во нас. Ако не е законот, гревот нема да се види. Законот вели не кради, не лажи. Законот поставува правила преку кои ние откриваме дека сме грешни. Ги откриваме нашите грешни дејства. Ако нема правило, ние не знаеме што е добро, што е лошо. И во тие правила ние откриваме колку сме лоши. Во нас се поттикнува, се провоцира гревот да излезе на површина и да се види нашата вистинска суштина пред Бог. И продолжува Павле во таа насока, за да покаже зошто законот беше даден. И дава неколку метафори кои се многу илустративни, кои многу јасно ја покажуваат функцијата на законот и неможноста на човекот да се спаси преку дела со своја праведност. И првата метафора е законот како темничар или затвореник. Законот го затвора човештвото во келија, во која нема надеж за излез, нема надеж за спас. И еве што пишува во 23 стих. Значи продолжуваме понатаму. Вели, пред да дојде верата, значи пред да дојде Христос, пред да дојде оној во кого верата е централизирана, пред да дојде Христос, ние бевме под стража. Зборот стража овдека би било подобро да се преведе како бевме под заточеништво или бевме под затворени бевме. Бевме во затвор. Зашто зборот стража всушност асоцира на онаа просторија каде што луѓето се ставаат и се чуват од стражари. И апостол Павле овдека ја користи сликата, представата за затвор која била во древноста, не денес. Денес постојат организации кои постојано работат на подобрување на условите во затворите. Да има подобри услови за затворениците. Например, да имаат фитнес сали, да имаат библиотеки и така натаму. Во древноста, и не само во древноста, во средниот век, па и наваму, па до пред 100 години, затворот бил место каде што осуденикот треба да живее во мрак, во темнина. И стариот збор всушност се темница. Порано не се викале затвори, ги викале темници. А луѓето кои чувале во затворите ги викале темничари. Сте гледали филмови од среден век и така натаму. Има некоја тврдина и темниците се во подземја, во подрумите. И стражарите доаѓаат, темничарите со факли, се семнуваат по скали, долу, бидејќи казната всушност за осуденикот е тој да живее во темнина. Да никаде нема никаков извор на светлина. Темнината е таа која го крши и го остава човекот без надеж. Без надеж дека негогаш тој ќе излезе, пак ќе биде на слобода. Кога имаш прозорец, низ прозорецот поминува светлина. Преку прозорецот ти можеш да имаш контакт со надворешниот свет. Меѓутоа, древните и средновековните и турските од вакво темници биле без светлина. Внатре губиш представа, дали е ден, дали е ног, губиш представа за се. И секој миг, всушност, во темницата ти ја уништува надежта. Секој миг ти слуша. И тоа е целта, ти да загубиш секаква надеж. Кога ти ги загубиш надеж, престануваш да живееш. Тоа е. Темницата на крајот го убива, го усмртува човекот. И Павле користи таа слика овдека за законот. Или законот го стави човештвото во една таква состојба, го стави Израел во таква состојба, во кој тој треба да свати дека нема надеж. Во законот нема ни најмало прозорче преку кој можеш ти да се протнеш, да се спасиш. Како јарем,
се спушта над тебе, те заплеткува, ти работиш, се трудиш и накрајот повторно осознаваш дека нема спас. Не можеш да се спасиш. Не можеш да се представиш пред Бог како праведен. Има 613 заповеди. Ке исполниш 612. Една ако не исполниш, си осуден на смрт. Цел живот, постојано, сите заповеди, треба да ги исполнуваш. Тие чувства кои затворениците ги искусували во такви темници се опишувани во литературни дела. Навистина, ужасна е состојбата да живееш во таква темница. Апсолутно, постојано си во темница. И Павле вели, тоа се случи со нас, со човештво. Ние бевме под таа стража, во таква темница, заклучени бевме таму, без никаква надеж. И тоа е целта на законот. Тој ги затвора сите прозорци за спасението. Фрла вина врз човекот, но не нуди излез, не нуди решение за вината во човекот. Има, сеќавате на онаа средба меѓу еден оној млад, богат, млад управник, дојде кај Христос. И тој се представил како човек кој од дете, од мали нозе, го исполнувал законот, се обидувал да живее според законот, да ги исполнува заповедите. И сепак, иако е таков, дојде кај Христос и го прашува, Господи, што да направам за да добијам вечен живот? И Христос му вели, ми го знаеш законот. Да, јас исполнувам се од законот. Исполнува се од законот, меѓутоа, во себе повторно осознава, чувствува дека не е доволно. Има празнина во него. Е тоа на што го прави законот. Те принудува да работиш, да вложуваш усилби и на крајот, копнежот за правда останува незадоволен. Некој ќе си каже, ама ова важи за евреите, евреите беа под закон. Не. Светот го прави истото. Светот од нас налага стандарди. За да бидеш прифатен, ти треба да го правиш тоа. Треба постојано да ги исполнуваш тие стандарди. Да се докажуваш. Традиционалните цркви го прават истото. Наложуваат правила. За да бидеш прифатен во црквата или да бидеш прифатен од Бог, ти треба да ги исполнуваш тие правила. И ако не ги исполниш, доаѓа вината, доаѓа стравот од осудата. Ако не се прекрстиш, заборавиш, може би, ќе дојде осудата, стравот, ќе ми се случи нешто. Мора да ги правиш сите тие ритуали, за да бидеш спасен. Тоа е еден јарам кој го наметнува светот, го наметнува религијата на човекот, суеверието. Што и да направиш, колку да се трудиш, ќе ти помине црна мачка пред тебе. И ќе ти уништи се. И од тука натаму ти веќе го живееш денот во страв. И народот е под робство, под јарем на такви верувања. Кога ќе се роди дете, жената, родилката е ставена под еден куп такви правила, ограничувања. И ако едно пропушти, промаши, почнува да живее во страв дека, еве, ќе дојде болеста, ќе се случи нешто лошо. Тоа е патот. Тоа е патот кој го изминува секој човек додека не стигне до Христос. Искуството на еврејскиот народ кој живееше под закон и искуство на секој човек кој живее под товарот, под јаремот на светот кој ги налага стандардите за правда, на религиите кои ги налагаат стандардите за правда. Но не донесуваат, не носат правда. Го оставаат човекот со тој јарем, тој товар на гревот да го носи. Се додека не дојде до Христос. Се додека не се открие верата кој треба да се открие Христос. Ке видиме дека многу јасно говори за Христос овдека Павле. Тоа беше и во претходниот стих и во стиховите што следат. Една од првите книги што ја прочитав кога, така, и се препознав во таа книга, е книгата на Џон Бањан, патникот,
или пътешественикот. Јас се читав некаде почетокот на 90-тите години на бугарски, веќе има и на македонски. Напишна е во алегорија за патот на човекот кој живее под товарот на гревот. Главниот јунак, алегориски, е наименуван како христијанинот. Тој живее во еден град на гревот, на декаденцијата и го чека разрушувањето, а пак самиот тој живее со еден товар голем на грбот, тоа е товарот на вината. Тој се обидува со праведни дела да го стимне товарот. Меѓутоа, колку и да прави праведни дела, вината си останува. Не успева праведноста да го елиминира, да елиминира таа вина, тој товар. И доаѓа еден благовестител, така, нели представен, и му покажува една врата таму, далеко во далечината, мала врата, со светлина. Оди натаму. И тргнува христијанинот, но како што обично правиме, обично се случува, фаќа некакви споредни патишта. И оди кон Синај, таму каде што е легализмот, делата. И открива дека колку повеќе дела прави, таа тежина станува уште поголема. Товарот станува уште поголем. И пак го наоѓа благовестителот, се насочува пак кон вратата и преку вратата кога го поминува стигнува до Христовиот крст. И во еден момент чувства како наеднаш тој товар паѓа. Доаѓа ослободувањето. И товарот, така символички е представено, паѓа во една длабока дупка, представена како гроб, и веќе не се гледа. Крај, се губи од погледот. Тоа е целта на законот. Законот е да не затвори во таа безнадежност на нашата самоправедност. Самоправедноста не дава надеж, таа постојано се провалува, се доживува дебакал и вината се зголемува. Додека не стигнеме до Христос, кој на крстот го зеде тој товар и не ослободува таму на крстот. И таа метафора овде кај што ја користи Павле за законот како темничар кој не затвора во темнина, во кој нема надеж, во кој нема ни најмал излез оставен за да се спасиме и да стигнеме до Бог. Следната метафора исто така е многу слична, дури и така представителна. Тоа е за законот како наставник или како педагог. И овде го потребам грчкиот збор педагогос или педагог, кој во современиот јазик значи наставник или учител, тоа е оној кој ги образува луѓето. Педагозите се во образованието. Меѓутоа во древноста педагогот има друга функција, многу по-општа функција. Или ако можеме најдобро да го преведеме овој збор би било тутор. Не знам дали ви е познат, ние на времето го користевме, се користеше зборот тутор. Например, ако нешто побараш од некој, така, за тебе малку повеќе внимание или не да направи, ти ќе му кажеш, па не сум ти јас тутор, нели? Или пак, не. Што е туторот? Не знам, е загубен тој збор од речникот, но и многу е така богат. Очигледно дека туторството било така присутно во минатото отколку денес. Значи, тутор е човек кој се занимава со детето. Во древноста богатите луѓе имале слуги. 50% од луѓето во Римската империја биле слуги или робови. Истиот е зборот. И богатите луѓе, кога ќе се роди детето, му одредувале слугинка даделка, која се грижи за детето до 6 годишна возраст. После 6 годишна возраст му се доделува друг слуга кој е тутор на детето. Се тие во древноста слугите не биле прости луѓе. Во древноста слугите се оние кои работат кај господарите, но слуги можеле да бидат и образовани луѓе, уметници. Така да некои слугите биле оние кои се занимавале со имотот на господарот, како менаџери. Менаџери имало слуги. Економистите биле исто така од слугите во семејството. Туторот бил човек кој се грижал од 6 годишна возраст до
15-16 годишна возраст, т.е. до моментот кога тоа дете или момче станува полнолетен. И туторот цело време е со детето или со момчето. Се грижи, го учи на добри навики, го носи на, ако треба кај некој учител дојде, го носи и седи тамо со него кај учител. И кога се враќат од училиште, му помага да учи, го испрашува, го тера да ги раскажува лекциите, навечер се труд, тој внимава да легне во точно определено време детето, сабајле го буди во точно определеното време, гледа да се храни добро, внимава на храната, го храни и сите останати работи. Го штити и го насочува, го воспитува и го казнува. Во многу такви манускрипти од древноста, туторот е нацртан со камшик или со стап во раката. Ако не слуша, може и да го натапа. Но тоа не е постојана состојба. Вели, и така законот беше за нас воспитувач или тутор, кажу. Тоа траело до 16 години или 15 години, тоест веќе тоа полнолетство носело голема промена, радикална промена. Вчера туторот можел да те натапа, а веќе денес ти си господар во семејството. Детето веќе тој ден станува дел од семејството, рамноправен член на семејството. И веќе туторот нема никаква власт над детето, напротив, тоа дете кој веќе е момче, син, ќерка во семејството, е ослободен од контролата на туторот. И Павле го представува ова и вели, значи, законот беше за нас воспитувач да не доведе до Христос, за да бидеме оправдани преку верата. Законот го представува како тој тутор. Тој го воспитуваше еврејскиот народ, го водеше, го казнуваше и така натаму. Тоест, буквално го следеше, го држеше за рака додека не го донесе до Христос. Користеше камшик, со камшикот всушност, со јаремот. Затоа Петар и Павле законот го илустрираат со јарем. Јаремот се става на животното, зашто со јаремот се насочува. Така законот беше како јарем поставен на еврејскиот народ, за да го вели доведе до Христос. Каде што тој ќе биде оправдан преку верата. Никогаш не бил оправдан преку законот. Во Христос е, преку верата во Христос доаѓа тоа оправдание. Така да Павле ја дава таа илустрација овдека. Законот како тутор кој со камшик стои. Го воспитува, го носи, го води, го коригира, го дисциплинира и така го носи до Христос. И таа состојба радикално се променува. Вели, откако дојде верата или откако дојде Христос, ние веќе не сме под раководството на воспитувач. Веќе законот не е тој кој како јарем стои над нас за да не води. Законот не е веќе некој систем, некој устав, која една рамка во која ние треба да живееме постојано, да се сообразуваме и така нели да се градиме духовно. Не, законот и изврши својата работа, вели Павле. Не доведе до Христос. И сега во Христос ние имаме спасение кој ни е подарок, дадено преку вера, по благодат. Зошто во Христос ние имаме сега полнолетство. И продолжува со таа илустрација, вели, зашто сите сте синови Божји преку верата во Христос. Деца сте на Бог или рамноправни членови на Божјето семејство. Кога момчето или девојката ќе излезат од туторството, тие веќе ги имаат сите права во семејството. Во древноста децата не биле ни сметани, не биле ни попишувани. Тие не се дел од бројката. Кога веќе ќе стана полнолетен, тој станува дел од населението.
Тој веќе е равноправен член на семејството и на општеството. И сега тој не престанува да ги прави работите на кои што е учен од туторот, но ги прави како слободна личност. Ги прави како зрела личност, како полнолетен. Дури, тој има и повеќе обврски. Дури има и повеќе одговорности, но не му треба тутор сега за да ги извршува. Тој ги извршува како слободна личност во семејството. Ги извршува како некој кој има права, без оно јарем што го наметнува туторот. Затоа и во таа смисла сега, таа е смислата. Евреите биле под туторство, со дадилки, со камшик, и сега се синови, се дел од семејството на Бог, прифатени по благодат. Бог ги прифатил да бидат негови. Им дал спасение како подарок. И сега имат позиција не на надгледувани деца, туку на слободни членови во тоа Божо семејство. И Павле ги прашува, глупави, неколку пати, 2 пати, 3 пати, глупави галатјани, зошто се враќате назад? Зошто од членови на семејството, кои живеат во Божјото семејство, сакате да се вратите назад под еден јарем, под јаремот на законот? Представете си некој кој веќе е полнолетен, ги има сите права, да каже, јас сакам пак да имам дадилка. И да се вратам, сакам да се вратам во тој период. Има еден случај така со еден познат, илустративен случај, еден многу познат, еден од непознатите спортисти во првата половина на 20 век, се вика Беби Рут или бебето Рут. Од мали нозе е ставен во дом, заради деликвенции. До 18 години живеел во поправен дом. Носел униформа, определено време јадење, спиење, режим, дисциплинирање, казнување и така натаму. Само секој ден има по 60 минути можност да излегува во дворот и да игра некој спорт. Тој решил да учи бейсбол. Бил многу талентиран и чуле за него дека е добар, и на 18 години или 19 доаѓаат тренери да го видат, исклучуваат договор и тој веќе излегува од туторството на домот и гради голема кариера. И се представете си таков човек да каже, јас сакам пак да ме вратите таму сега, таму во поправниот дом. Јас таму можам да си играм исто така бейсбол, ама под законот. Зошто би се вратил некој да игра бейсбол во тој двор, кога може да го прави тоа на едно многу повисоко ниво, како слободен, и да гради многу повисоки цели. И тоа нешто Павле го затоа ги прашува галатјаните, кој ве магепса така? Имајќи слободата во Христос, како негови, како деца на Бог, да барате да се вратите пак назад под тој јарем. Очигледно тие јудеи и христијани кои дошли да им говорат за спасение преку делата на законот, им кажале, добро, вие поверувавте во Христос. И сега, треба уште чекор напред да направите, а тоа да станете евреи, да се обрезате и да го прифатите законот. И тоа ќе отидете на повисоко ниво. Павле им вели, не, тоа е враќање назад, не одење напред. Не може законот да води кон прогресија. Вие веќе прогресијата имате во Христос. Од законот кон Христос е прогресијата. Поставувањето под делата на законот, под легализмот, е всушност духовно назадување. Воопшто не е духовен напредок. Само преку верата во Христос вие станувате синови Божи. Само преку верата во Христос вие добивате поинаква, повисока основа на живот. Зошто? И сега продолжува Павле и вели, бидејќи вие се соединувате со Христос, станувате едно со Христос. Преку верата вие сте крстени во Христос. И сега, овој збор крстени овдека не треба веднаш да не асоцира на водно крштевање.
Не е тоа идејата. Зборот соединети. Зборот баптизмо во грчкиот јазик значи да се соединиш со нешто, да станеш во единство со нешто. Во водното крштевање ние стануваме едно со водата. Затоа се вика крштевање. Добро, нашиот збор крштевање не е најсоодветен етимолошки на грчкиот баптизм, но тоа значи да бидеш потопен, да влезеш, да се соединиш со нешто. И овде Павле, сите што се соединихте всушност во Христос, сите што станавте едно со Христос, во единство со Христос. Преку верата, порано, вие бевте под јаремот на законот, а сега преку вера по благодат, вие се соединувате со Христос. Станувате едно со Христос. Вие сте во Него, тој е во вас. Вие живеете во Него, тој живее во вас. Едно станувате. Еве, например, таква илустрација со крштевањето користи Павле во Коринтијаните, вели. Татковците наши сите беа под облак, сите минаа преку морето и сите во Мојсе се крстија во облакот и во морето. И овде не станува збор за водно крштевање. Тие кога поминаа преку Црвеното море, поминаа на суво. Не се ги измокрија дури ни нозете. Но користи, вели, крштевање со цел да им даде слика дека тие во Стариот Завет, кога излегуваа од Египет, кај што беа робови, тие беа робови во Египет, тие беа под господството под јаремот на фараонот, кој ги камшикуваше за да му крадат пирамиди, дојде Мојсей и стана вашиот водач. Ве ослободи од робството. Вие станавте едно со Мојсей. Порано бевте под фараонот, сега сте под авторитетот на Мојсей. Така вие се соединивте. Кај се соединивте? Соединивте тој облак што ве водеше и тоа море кое се раздели на две. И вие се соединивте со Мојсей. И така, таа иста илустрација вели, вие преку верата се соединувате во Христос. И таа, за разлика од законот кој поставува јарем, верата, благодатта всушност не соединува со Христос. За разлика од Стариот Завет или законот или легализмот или религијата која вели прави и постојано камшикува, благодатта вели ти си дел од мене. Христос дава убава парабола, метафора, алегорија всушност литературно тоа е, во Јован 15 глава. Во таа алегорија вели, јас сум лозата, вие сте прачките, гранките на лозата. Лозата и гранките се во единство, прават единство. Гранките, задачата на гранките е да дадат плод, да дадат грозје. Меѓутоа, тие можат го дават тоа грозје, не зашто некој им наметнува, им дава закон, бидејќи се дел од лозата. Тие црпат живот од лозата. И лозата, такав прикачени на лозата, дават плод. И тоа е идејата овдека на Павле. Порано, законот беше како темничар, законот беше како една мрежа во која се плеткаме. Заветот беше како јарем, заветот беше како тутор кој постојано те воспитува. Сега сме во Христос. И како гранки на лозата Христос, сосема природно е да се дава плод, бидејќи во Христос има живот. Ако законот осудува, само поставува заповеди, Христос дава живот. И тоа и во таа смисла Павле прашува, зошто би се вратиле назад во законот? Кога вие веќе сте дел од Божјото семејство, соедините во Христос и во Христос имате живот. Така се задоволува оној услов да исполнуваш, да бидеш послушен, покорен, да бидеш да го правиш она што Бог сака да го правиш. Да, во законот пишува што Бог сака да правиме. Меѓутоа законот само налага, но не ја дава силата. Во Христос имаме и силата, бидејќи сме соединети со Него. И не само тоа, туку продолжува Павле, и во Христос се облековте.
И повторно имаме овде игра на зборови, идиоми кои се користат во древноста, надворешна облика која значи внатрешна промена. Во Христос ние го добиваме животот да го живееме, она што Бог го бара од нас, но во Христос е задоволена и желбата за праведност. Копнежот за правда е задоволен во Христос. Како е задоволен? Бидејќи не облекува Христос со својата праведност. Видите, во Стариот Завет иста терминологија. Исаја вели, многу ќе се радувам во Господ, душата моја ќе се развесели во мојот Бог, зашто Тој ме облече во спасителна облека, ми облече облека на правда. И да бидеме облечени во Христос, всушност, идејата е да бидеме облечени во Неговата праведност. Тој не покрива со својата праведност. И така, ние се представуваме пред Бог не со својата никаква, ништожна праведност, туку со Христовата праведност. Видите што во истиот текст Исаја продолжи, вели, сите ние станавме како нечист човек и секоја наша правда како извалкана облека. Секој наш обид и најсовршениот обид да му се допаднеме на Бог и со нашето најдобро дело со кое да ми велиме, Господи, види што направи за тебе. Исаја вели, тоа е како да му принесуваш извалкана облека. Како твоите миризливи нечисти чорапи да му ги пикаш под носот. Тоа е илустрацијата што Исаја дава. Правиш многу дела и видиш, Господи, види колку направив. А Бог според неговиот стандард совршен вели, ова е толку нечисто и неправедно. Тоа може да произведе нашата самоправедност, една нечиста облека, споредно со Божјата правда. И така, во Христос облечени, се задоволува тој копнеж за праведност. Тој товар на вина што го носиме се симна во однос, зашто јас сум праведен. Праведен сум не зашто сум постигнал нешто, зашто Христос ми подарил праведност. Ме облекол со една бела, чиста облека, символично кажано, и ме води пред Бог. И Бог ме гледа и гледа во мене праведен човек во Христовата праведност. И така, гледаме како законот, всушност, како што вели Мартин Лутер, законот со камшик не натера да стигнеме до Христос. Буквално не камшикуваше со својот камшик. Не доведе до Христос. И таму во Христос ние добиваме живот, даваме плод и сме исполнети со праведноста. Нешто што законот само не подсетува дека го немаме. И само втерува постојано како во една темница фрустрација и безнадежност. И продолжува и тоа прифаќање, и тука Павле пак се наврке на онаа тема за евреи и неевреи. Дошли евреите, велат, ние сме поголеми од вас и ако сакате вие да бидете прифатени од Бог, треба вие да станете евреи. Да се обрезате. Павле вели, не, сите се облечени, сите се синови во Божјото семејство, сите се соединети со Христос, сите се облечени во Христос, кои веруваат во Него. Нема евреин, нема неевреин. Нема роб, нема слободен. Нема маж, нема жена. И тука Павле ги вклучува оне најопшти поделби во древноста. Евреите кои викат, ние сме најголеми од сите, нема како нас, ние го имаме Мојсей, законот, другите се грешници и не сакаме да се поздравуваме со нив, а пак другите паганите велат, овие се едни асоцијални глупаци кои се замислуваат нешто и постојано едно непријателство. Робовите и господарите се постојано во една антагонизам, жените се обесправени, жените немаат никакви права. И Павле вели, сите што веруваат во Христос, кои ќе застанат пред Бог, се еднакви. Нема маж, нема жена. Нема евреин, нема неевреин. И што сака да им каже на галатјаните? Немојте да се залажувате по оние кои доаѓаат, лажни учители, и ве терат да станете нешто друго, освен христијани. Во Христос вие сте прифатени целосно. Без разлика на боја на кожа, без разлика на социјален статус, без разлика на пол.
сите се прифатени, еднакво прифатени во Христос. Обштеството создава поделби. Обштеството налага стандарди. Ако сакаш да бидеш прифатен ти треба да се издигнеш социјално. Ако сакаш да бидеш прифатен, дури сега некој го минуваат и полот, нели, за да бидат така поприфатени. Жените велат, не, ќе се бориме за феминизам, за да бидеме прифатени, ќе станеме мажи. И ќе им докажеме на мажите дека сме нешто повеќе. Павле вели, сите сте прифатени еднакво. Никој повеќе, никој помалку. Сите сте во Божјото семејство рамноправни. Зошто сите излеговте од тој период на туторство и сега сте полнолетни пред Него. Подеднакво праведни пред Бог. Сега тука може да се говори, нели, за она хиерархија, оној поред кој се устанува, нели, мажот како глава на жената, Христос како глава на мажот, во општеството и така, но немаме време, тоа е нека друга тема. И на крајот Павле завршува. Павле завршува како што почна третата глава. Кој на вистина, се тоа го прави за да пак да даде одговор на прашањето. Кој е на вистина потомок на Авраам? Кој е семето на Авраам? И тоа обясни во 16-17 стих. Семето на Авраам е Христос. Тоа е семето на Авраам. На Христос се однесуваат сите ветувања што Бог ги даде на Авраам. Што му вети Бог на Авраам? Бог даде збор. Минато това зборев. Бог даде збор на Авраам. Му вети многу нешта. Благослов му вети. И му кажа, тоа е ветување за тебе и твоето потомство. Кој е потомството? Христос. Евреите веле, ние сме потомството, зашто ние сме телесните потомци на Авраам. Павле вели, не, никогаш Бог не говореше за множина, говореше за еден, говореше за потомок, Христос. И сега, не можеме тоа да видим. Јас ќе ви прочитам. Ако сте вие Христови, ако сте соединети со Христос, тогаш вие сте Авраамовото семе. И наследници на ветувањето. Не треба да станете евреи. Не. Вели, соединете се со Исус. Тој е семето. Тој е потомокот на Авраам. Соединете со Авраам. Со Христос, извинувам. Соединети со Христос. Облечени во неговата праведност. Вие сте семето. Вие сте потомокот на Авраам. И за вас важат сите оние ветувања што беа дадени на Авраам. Големи ветувања. Ветување за прифаќање од Бог. Ветување за грижа од Бог. Ветување за благослови. Ветување за Божјо присуство. Големи ветувања. Светот, пак ќе се вратиме, светот налага јарем. Религијата налага јарем. Јарем во кој што ти, ако нешто не направиш, живееш со страв. Дека ќе дојде осудата. Дека еднаш пат со такси имаше на времето, немаше автобуси Скопје Струмица, имаше диви таксисти и се качив во такво диво такси, уште 23 беа, и на кај Струмица по патот, нели, за Велес, немаше автопат, и тука некаде на 20 на километри после Катланова застана, и викам зошто? Вика, тука се палат свеки, и јас секој пат тука си палам свеки, Господ да ме чува. Викам, добра, од Скопје до овдека што правиш? Кој те чува од Скопје до ова место? Тој, не. Тој живее со страв, ако не направи тама, ако не запали свеќе, Господ ќе го казни, ќе се случи несреќа. Луѓето живеат со таа вина на себе. Грешиме на блиски луѓе. Грешиме на самите себе си. И таа вина се трупа. И ние се обидуваме со едно добро дело, друго да ја избришиме. Ма не се брише со добри дела. Само Христос е оној кој го симнува тој товар. Соедините во него, преку вера во него. Тој го зеде товарот на крстот и вели, дојдете, јас ќе ви го симнам. Има еден текст во Матеј 11 глава, 28 до 30 стих.
Господ Христос вели, дојдете кај мене сите изморени и обременети, и јас ќе ви успокојам. И обаче кога се проповеда врз тој стих, вели, Господ ги повика сите што имаат маки, проблеми со жената, мажот или со бабата и така натаму. Не. Овдека Христос ги повикува евреите, кои живеат под закон, под јаремот на законот. Вела, дојдете сите вие што сте обременети со тој тежок јарем, со тој товар што го носите од закон. Дојдете кај мене. Земете го мојот јарем. Мојот јарем е лесен за носење. Сушност, мојот јарем не е јарем, вели Христос. Зборот тој што го користи овдека е нешто кој се шие за да ти, како облека да ти пасне убаво, да бидеш, да се чувстваш удобно во тоа, скроене за вашите потреби. Мојот јарем. Јас го влечкам. Јас сум со вас во тој јарем. Законот само го натоварува и ве притиска додека јас сум тој кој сум со вас. Е лесен. И тоа е идејата овдека на Павле. Дојдете кај Христос, поверувајте во Него. Тој дава спасение. Тој дава оправдание. Тој дава плод во вашиот живот. Плод на праведност. Тој ве облекува со Неговата праведност. Тој прави да живееме угоден живот на Бог. Самото соединување преку вера во Христос. Животот во Христос. А Бог му ветил на Аврам дека ќе биде со нас овдека. И не само тоа, ни ветил славна иднина во целата вечност, во Божјото царство. Во Христос, само преку вера, има навистина слобода. Светиот Дух, Бог преку Светиот Дух, да ги прави тие вистини појасни во нас, да живееме со ним, зашто самоправедноста, тој сокриен звер во нас, постојано се обидува да надвладее. И таа наша гордост да се покаже дека ние сме нешто. Не, ние сме ништо. Само преку верата во Христос, соединети со Него, ќе дадеме плод и ќе се представиме во Неговата праведност, угодни пред Бог.